И она што е актуелно денеска, почна собраниската комисиската расправа за ребалансот на буџетот, кои проекти преку Министерството за транспорт и врски ќе го преживеат. Ќе го прашам министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски. Добре дојдовте, министре. Добре ве најдов, благодарам за поканата. Ќе одам директно со она што го прочитав преку вашиот буџет, но најпрво едно прашање, ако се на ниво на целосниот буџет на Министерство за транспорт и врски, со ребалансот добивате повеќе или помалку пари? Ние одиме на варијанта да сите она што и министерот за финансии го кажа, станува збор за кратења кои што се однесуваат најмногу во делот на службените патувања, во делот на репрезентации, кои што, за жал, мислам, во голема мера се укинати секаде по сите министерства или се сведени на минимум, и исто така она купување на мебел и такви сите непродуктивни трошења кои што во изминатиот период власт, за жал, минатата влада го правела најмногу, ние сега ги укинуваме се со цел да ги кратиме, се со цел да сите оние расходи кои што би капитални би ги направиле во наредниот период, бидат зборуваме за проекти кои што треба да се реализираат до крајот на годината, тоа да го земеме во предвид. Така да во тој дел не сум загрижен, бидејќи сите проекти кои што ќе бидат и се предвидени средства до крајот на годината планираме да се реализираат. Другото она што останува се разбира согласно владината програма ќе биде реализирано за наредната година. Новата зграда на Министерството во Барок? Значи, новата зграда на Министерството, и сами знаете, ја затекна во состојба на 99% готова. Таја се гради, иако тогашниот премиер Груевски велеше дека ќе биде готова до јуни, месец до јули, гледам дека се бара нов анекс на договор заради работи кои што се неопходни таја да функционира, како што се апарати за суво гасење на пожар кои што не биле предвидени во стартот. Меѓутоа многу не ме засега таја работа, битно ми е министерството да функционира или системот во министерството да функционира, а ние дали ќе бидеме во добра зграда. Добро, но јавноста ја засега затоа што таа зграда се толкуваше како дел од тој голем проект во 2014, кој беше најкритикуван од вас како опозиција. Значи сакам да ве прашам, влеговте во таа зграда, до каде е изградбата, кога ќе се вселите и колку пари има сега со буџетот? Значи, да, 6 милиони евра беше 5 милиони евра е предвидена со основниот договор, замислете, во 2011 година. Договорот е да станува збор за реконструкција и надградба на таа зграда, која што требало во 12 месеци да се направи. 6 години поминале, не, да знаете, дека 9 анекси има до сега склучено, во првите 2 анекси 40 милиони денари е покачена цената, другите 7 анекси се за продолжување на рокот. Сега, бидејќи та 99,9, еве, 100% скоро готова, таму остануваат уште неколку работи кои што се врзани со објектот и безбедноста на луѓето кои што треба да работат таму. Станува збор за апарати за суво гасење, помпи за водата кои што се неопходни за тој објект да функционира. Инаку, тој објект е предвиден, како што кажав, 5 милиони евра, сега со анексот некаде 6 милиони евра. Оваа изградба ќе финишира годинава на зградата, дали ќе се вселите вие со вашиот тим во новата зграда? Значи, се додека технички прием таа зграда нема, не би се вселил во таа зграда, затоа што сметам дека дел од објекти кои што во минатиот период се граде и се влегуваше така, јас не би го направил тоа. Значи, тотално нема никаков предизвик. Техничкиот прием ќе се направи. Тоа за мене не е никаков предизвик, бидејќи факт е дека таму работат 260-70 вработени од Министерството и тие нормално, таа зграда е од Министерството, бидејќи сме сега, знаете, во старото Министерство за надворешни работи, така да, очигледно ќе мора да се преселиме таму, бидејќи таа зграда е скоро готова, парите на граѓаните, тоа не е зграда лично моја, нити желба моја дали треба да се преселиме. Ајде, да, беше таа од тој проект 2014 критикуван, па сакав да ве прашам дали можеби се заинтересиравте повеќе да направите некоја ревизија за зградата, за начинот на кој што се градела, трошењата. Значи да бидам многу директен, повеќе ме оптеретува отколку што уживам да влезам во таа зграда или го чекам денот да поидам во таа зграда. Напротив, нима можеби некои уживаат, не. Апсолутно не. Добро. Целосно се укинуваат парите за изградба на водоводна и канализациона мрежа во Визбегово. Дали знаете колку бизнисмени таму во моментот работат, колку погони? Јас познавам најмалку тројца бизнисмени, што најмалку 3 пати во неделата ќе ми се јават и ќе ми речат: Анета, машините ни запреа повторно, немаме струја, немаме вода, зборуваме за индустријска зона. Преку вашето министерство се укинуваат парите за овој дел на форма на индустријска зона. Значи, видете, кога станува збор за укинување на средства, зборуваме за средства кои што треба да се потрошат до крајот на годината. Ние секаде гледавме, можеби ќе бидеме од сегашната опозиција обвинети за некакви кратења, апсолутно. Не, станува збор за оноliko оставање на оноliko средства кои што можат да се реализираат. Бидејќи ако дел средства не се реализираат, тие средства пропаѓаат. И затоа ние гледаме секаде каде што има простор и малку средства до крајот на годината да се реализираат, ги оставаме тие средства. Ако не може да се реализираат, само ќе останат во буџет на непотрошени, а други ставки на буџет кои што сега морам да ги потенцирам, мислам дека министерот за финансии ви ги кажам тука, станува збор за
Претходната влада, која што не предвидела средства за пензиски и здравствен фонд, едноставно ги загрозила основните функции на државата. Тоа се пензии, плати, субвенции, пари за социјални ранливи категории. И затоа, кога зборуваме ние за кратење на некакви средства, зборуваме онолкаво кратење колку што нормално може да се потроши до крајот на годината. Инаку можеме ние сите капитални расходи кои што се предвидени да ги оставиме во буџет, меѓутоа тие да не се потрошат никаков ефект, а да ги загрозиме основните функции за државата. Затоа не навлегувам конкретно само за Визбегова, зборувам и генерално, меѓутоа ние бевме донесени во таква ситуација, бидејќи она неспособно и распаднато ДПМН буквално има урнисана оваа држава. И во тој дел би сакали во тој дел, ако имам и простор и време, и тоа да го кажам со дела врзано со автопатишта. Квалитативно најавувате опоравување во железница реформи и тука во оваа ставка имате кратење на буџетот за околу 16 милиони евра. За железницата, во делот на железницата, под програми железница. Зошто се кратат повторно парите за инфраструктура во железница? Значи, видете, прво и основно во делот на железница предлогот беше поголема ставка да биде скратена. Ние ги вративме тие добар дел на средства, меѓутоа треба да ја гледаме малце генерално железницата, не само инфраструктура, туку треба да го гледаме и транспорт, и вие не кажувате сега во ситуацијата дека имаме зголемување пак таму на средства. Претпоставам сте го виделе тој. И станува збор за средства кои што исто така треба да се користат за добивање на плати на вработените кои што работат во железници транспорт. И дел од тие средства се префрлени таму, бидејќи мислам дека сте информирани дека Министерството за транспорт и връзки согласно законот одделува субвенционира средства во железници транспорт со цел да тие луѓе кои што работат таму преку 1300 вработени земаат плата. Бидејќи факт е едно и тоа треба отворено да се зборува и да се признае дека МЖ транспорт не обезбедува доволно средства за да обезбеди плата за вработените кои што работат таму. И секој месец, ова многу сакам директно јасно да го кажам, ми се јавуваат и вработените и од менаџментот за колку што може побрзо да му се пуштат средствата преку Министерството за транспорт и врски, за да тие земат плата. Генерално да ве прашам, министре, железницата е на инфузија постојано. Постојано. Имаме ли долгорочно решение? Без разлика, сега со овој ребаланс се скусени парите, со некој ден буџет ќе се зголемат, независно од тоа. Јас ве прашувам, имаме ли стратегија за инфраструктура кај нас? Без вакви спорадични решенија, ние ќе го купиме мирот овој месец и ќе го купиме следниот со плата. Но каде е стратегијата? Стратегијата е поврзана. Каква стратегија? Да, стратегијата е врзана, ќе бидам многу директен, стратегијата е врзана со либерализација, која што треба да се направи, но ние како левичарска влада во секоја прилика тоа и го кажувам. Тоа мора да се направи. Во консултација, најмногу со синдикатите, не знам дали знаете. 7 синдикати има само МЖ транспорт. 7. Кои што е изминатиот месец, еден по еден ги примам со нивните различни барања кои што ги имаат, кои што спорни беа нивните коефициенти на плати, антикризни мерки кои што биле воведени, па тие антикризни мерки требало да бидат укинати како што и генерално навлегуваме во детали, пошто ни е прекратко времето, сакам повеќе прашања. Сакам да речам, што ви се приоритети во делот на инфраструктурата? Влеговте во Министерството, претпоставувам имате план и цел. Генерално инфраструктура во Македонија. Што е на вашата агенда приоритет на вака кога запишавте? Значи, кога запишавме ние владина програма врз база на изборните програми кои што ги имавме со коалиционите партнери и во нив многу јасно стои. Значи ние никогаш не се откажавме до изградбата на патиштата, односно автопатиштата во Република Македонија и сите оние регионални експресни патишта, нормално локалните самоуправи треба да ги работат локалните патишта и на нашата агенда тие се број еден приоритет. И мене ми е многу жал што некој кој дошол 45 дена и сега е обвинет од распаднатото ДПМН дека треба да засука ракави, да 11 години не каже дека било каков проблем има, а не та сериозен проблем има во изградбата на автопатиштата во Македонија и тоа се трудам изминативе 40 дена да го соопштам на јавноста, не за да побарам алиби дека нешто ќе се случува во натамошниот период или ќе дојде до стопирање нивно, а напротив, сакам да ја известам јавноста дека ние ќе ги направиме, меѓутоа таму ќе треба да се употребат сериозно дополнителни големи средства. Јас сакам да ве повикам јавно, не знам дали сте биле таму. Веднаш после тунелите кај селото Извор, пред мостот, застанете, погледнете ја планината, погледнете го слечиштето, кое што не е предвидено. Значи, се работи за тешки милиони евра кои што треба да ги дадат граѓаните на оваа држава, се со цел тоа да се санира. Инаку, ако ние автопатска делница, зборуваме за автопатска делница, оставиме она, па првиот дожд, па првиот тоа слечиште ќе падне на делницата. Ајде за автопатите, ве молам.
каква е ситуацијата во моментов на теренот. Значи имавме градско прилеп, Кичево Охрид, Миладиновци Штип. Дел од таа делница исто беше спорна. Во моментов на теренот каква е состојбата? Дали имаме активности градежни? Имаме со многу минимален интензитет, тоа морам да го кажам, со многу минимален интензитет, претежно се одвиваат бетонските работи, но што сакав да кажам, најкритична ситуацијата е вака за јавноста да знае на автопатот Кичево Охрид. Таму е во многу лоша состојбата затоа што мерките кои што треба, не само заради рокот. Рокот е 31 јануари 2018 година, значи за 6 месеци истекува рокот. Така да ситуацијата таму е лоша, со нестабилност на косини, свлечиштето кое што го зборувам од Кичево до Пресека, кое што е 6 километри. И таму дополнителни средства и за геотехнички работи треба да се прават, зборуваме за бушотини и за се она што треба да се прави, ке кошта сериозна сума на пари. Во моментов разговараме и со надзорот, разговараме и со проектантите, разговараме за решенија. Првите решенија што ги добив, косата мене ми се крена, морам да ви кажам и граѓаните тоа ќе го разберат, стануваше збор за сума од преку 120 милиони евра, која што ќе треба граѓаните да ја платат. Дополнително, истекувањето на рокот. Консултирајте ги, еве подизведувачите што работат за Синохидро. За да не биде дека Горан Сугаревски како министер за транспорт ја зборува невистината. Бев на терен, видов со своји очи и ги слушав луѓето, иако не сум по вокација нити архитект, нити градежник. Но мислам дека некој овде треба да го каже ова, бидејќи 11 години, 10 години ние не слушнавме ништо дека има за некаде имало проблем. Миладиновци Штип. Значи истечен договор. Новата влада се сочува со потпишување на анекс за продолжување на рокот. На 1 мај пред колку 2 месеци. Го продолживте. Сега станува, видете, ако некој мисли, ние сакаме прво да ги видиме условите и банкарските гаранции кои што Синохидро ги дава, се разбира и подизведувачите таму. Инаку, ако има да речеме 71% пробијана траса, ако има досега средства да даде нови граѓани, што останува да ги запреме автопатите? Да не, ние во владина програма, јутоа ние мора да ја соопштиме која е вистината, затоа што ако ти една година анекс бараат на продолжување на договор, се плашам дека и година. Слушнавме, дојдовте, ги обелоденивте овие сериозни работи за начинот на кој што се градат автопатиштата. Јас ве прашувам, ќе ве вратам на вашиот одговор претходен. Косата ми се испрви кога видов дека 120-100 милиони евра ќе ме кошта сега одново да се поправи грешката за Кичево Охрид. Ве прашувам, каде ќе го барате решението? Како ќе се бара решението? Ова се клучни проекти, да се вратиме назад. Не можеме, значи мора да се деблокира целиот процес градежен. Каде е решението? Значи бараме решение бараме колку што може помалку средства државата да оддели за тоа. Тука е решението, нема друго решение, а дека ќе кошта дополнителни средства, тука нема. Ако сакаме тоја автопатска делница да функционира, ако не сакаме, тогаш треба да излеземе на јавноста и да кажеме извинете, ние излагавме во владината програма што внесовме дека автопат ќе се прави Кичево Охрид. Кога ќе бидат готови тие анализи, проценти, точно да се знае кога ќе продолжи изградбата? Жал ми е што многу пати на овие дебати, не доаѓа, вие знам, и не само вашата телевизија и други телевизии ги канат представниците на јавното претпријатие за државни патишта. Мислам дека дел од одговорите ги има и таму, бидејќи како инвеститор во таква ситуација покрај министерството. Но вие сте сега шеф на агенцијата. Не сум шеф јас на агенцијата, значи вие можете да побарате, имате ингеренција, одговори за да го направите планот за деблокада. Значи јас не сум шеф на агенцијата, значи сега агенцијата е извадена од Министерството за транспорт, не е како до 2011 година. Таму си има посебно директор и управен одбор. И ми е жал што на вакви дебати не доаѓаат, затоа што и тие се директно се јавуваат како инвеститори, кај што можат дополнителни одговори да дадат. Но и како и да е. Ние го бараме решението затоа што сум во контакт, значи сум во контакт и со надзорите, барам решенија, сега ќе бидат наредни веденови градежниот факултет повикан како ревидент за да затвориме целокупната анализа и еве во најбрзо време излеземе со решение, кое што решение ќе чини, меѓутоа правиме напор тоа решение да биде колку што може помалку. Ако останеме на 120 милиони, јас тврдам, и тоа зборуваме за 120 милиони, ако се оди како швајцарски сад. Што се плашат 120 милиони евра. Кој ќе понесе одговорност, каде да бараме како јавност? Мислам дека во моментов и вие сте свесни дека специјалното јавно обвинителство ќе обвинение за автопатишта има подигнато. Тоа е сосема друг случај. Јас прашувам за вакви градежни промашувања на терен. Каде да се бара одговорноста? Значи одговорноста ќе се бара секаде и во проектантите, значи бидејќи дел од тие проектанти, значи зборуваме за архитекти, зборуваме за градежни инженери, слободно можат лиценците да им бидат одземени, бидејќи станува збор за промашување, иако другите велат не било тоа, да, има промашување на цели траси. Замислете, еден тунел, кој што е предвиден, требало да кошта 29 милиони евра. Значи, знаете колку ќе чини сега? 88 милиони евра. И нов плюс дополнително тунел ќе треба да се прави од 350 метра. Значи, зборуваме за една гарнитура. Сега, и добро е што е распадната таа гарнитура, што и 10 години по сите основи, не само за овие автопатишта, го лажила македонскиот народ,
дека нешто добро се случи или позитивно и помалку позитивно. Не, ова е лошо. Да, но за тоа сте Уништено. вие, сега дојде некако нова влада да да. ги исправите, работите и вие даваме можноста. Да. Колку е критична состојбата на градско Прилеп беше делницата град градско Прилеп е делницата, значи имаме ситуација Што се случува таму? Имаме ситуација таму. Јас пред неколку дена имав средба со шпанскиот амбасадор, таму Да, видов прочитав. Да. шпански изведувачи таму. Исто таму имаме неколку ситуации поврзани со археолошки наоѓалишта кои што треба да се разговара за нив. Има 3 спорни објекти, има проблеми од аспект на животната средина, меѓутоа од она што го разговара и најголемиот проблем тие го наведуваат, тоа е до агенцијата или до јавното предпријатие, агенцијата како што велите ви, или јавното предпријатие за државни патишта, дека динамиката на исплата не оди како што треба. Пожелаем. Дали сега тие како што јавното предпријатие често пати знае да каже, се повикуваат на тоа што склучиле договори со ниски цени, тоа не ме интересира. Јас тврдам дека ќе направиме пат од градско Прилеп, станува збор за 3 делници, биде направен без разлика на сите проблеми кои што ги има. Истото го тврдам и за другите патишта, автопатишта, вклучително и овој што не го спомнавме Демир Капија Смоквица кој што е во крајна фаза. Меѓутоа, ние мора да соопштиме на луѓето дека се она кое што е преќутено, премолчено, ќе чини пари. Тоа нема бегање. Јас тоа не можам да го крием од одговорност се разбира, меѓутоа да посочите одговорност и да покренете постапки во тие случаи. Не само да лоцираме, не само да ја кажеме јавно, но некој да понесе одговорност и меѓутоа да покрај одговорноста која што вие спомнувате, очигледно дека граѓаните најмногу би боли кога ќе треба дополнителни средства од џебот да одделуваат за објекти за кои што до пред месец и пол дена добивале информација дека немало никаков проблем и дека треба само да се дозавршат. Така да мислам. Министре, во Трст многу пари се доделија, грантови, кога ги знаеме, сумите беа обелодените, значи кога првите евра ќе бидат достапни, каде ќе завршат, во кои инфраструктурни Значи вака сега имавме исклучително добро, јас сакам да го потенцирам само моментот на тоа што ние склучивме договор, парафиравме договор 5 држави, Босна и Херцеговина не, за транспортна заедница кој што исклучителна важност за Република Македонија, тоа е поврзување со земјите од Европската унија. Средствата ги слушнавте, значи станува збор за 70 милиони за пругата Куманово-бугарска граница или поточно во делот на Белјаковци Крива Паланка. Значи ако биле предвидени 150 милиони, 40% или 44-5%, значи околу 70 милиони евра ќе бидат 70 милиони евра ќе бидат пари кои што ќе бидат неповратни. Значи тука одмалуваме еден дел. И за третата линија, тоа е Крива Паланка бугарска граница, дополнителни средства ќе обезбедиме. Така да, тука сум многу среќен и радосен што тие делот патот знаете дека делот пругата Куманово-Белјаковце во моментов се работи. Не е со динамиката како што треба, но како и да е, мислам дека тој дел е многу значаен за Република Македонија. Дополнително тука сакам да искористам ова прилика, значи заедно со премиерот и вице-премиерот имавме средба со Светска банка, каде што дополнително се најавија средства. И дури во делот ние побаравме средства и за буџетска поддршка, ама не трошење вакво како што беше досега, силеџиско и само за богатење на поединци. Напротив, средства кои што низ капитални расходи ние дополнително ќе ги искористиме, со цел Република Македонија да во наредниот период сериозно се развива во делот и на инфраструктура, зборувам и за патна, железничка, бидејќи само на тој начин ние може дополнително. Од ВМРО ДПМН ја одржаа пресконференција, па велат веднаш по средбата со Светска банка следниот ден, кога прво ги добивме оние пофални зборови, следниот ден целосно сте ги блокирале парите за изградба на водоснабдителниот систем во Гевгелија финансиран со Одма ќе бидам директен. Јас тоа и во првата прилика јавно го поканувам и градоначалникот, ќе поидам во Гевгелија да му соопштам. Јас со онаков тендер никогаш нема да потпишам. Тендерот беше со сериозни пропусти. Ниеден член на комисијата не сака да го потпиши тендерот. Че не станува збор, одма само да ја соопштам на Гевгеличани биде трајат. Веќе има почната постапка. За јавна набавка, за ова што ВМРО ДПМН не обвинува, каде што во целост сите фирми ќе имаат право да конкурираат, каде што членовите на комисијата за спроведување на овој тендер или јавна набавка ќе бидат комисија реална, се со цел да тој тендер биде спроведен како што треба и оној кој што треба да го добие, да го добие. А вакви обвинувања од страна на луѓе кои што, ајде сега, не сакам да обвинувам во смисла на тоа дали тендерот би бил наместен или не бил наместен, едноставно ние видовме сериозни пропусти во постапката. Јас таков тендер нема да потпишам. Од разговорот само дел од министерствата излегоа со информации за внатрешни ревизии за тоа како поранешни функционери ги трошале парите, особено оној дел од парите наменети за репрезентации преку оние државни картички со кои располагате вие како министри. Вие добивте вашата картичка? Ја добив, да. Исто со 8.000 евра, со истата сума сега се картиците како мојата картица е од 2.000 евра и немам намера семо на што е службено подразбира ако треба во странство некаде да поидам или да пречекам некој гостин, нема да потрошам ни ден.
Апсолутно немам таква намера и тоа може секој месец согласно законот за слободен пристап до информации, било кој граѓанин да го побара, ќе се соочи дека тоа се Прашањето случува. ми беше освен ова, дали имате некоја внатрешна ревизија за тоа, например, како се трошеле личните тие буџети, во наводници личните буџети од страна на функционерите во министерството? Ето, значи ние работиме на комплетна ревизија внатре, мислам дека ќе биде за неколку дена готова, од дело на кадровската екипираност, од дело на финансиската, од делот на ова што вие го зборувате репрезентација и се со цел да точно Има некои знаеме првични наводи? Не, имаме првични наводи во смисла на кадровската и на финансиската, меѓутоа сакам да имаме целосна анализа се со цел да биде соопштена на граѓаните за да знаат што се случувало во минатиот период. Во финансискиот дел ништо немате да ни соопштите. Сега зборувам Финансискиот како дел не зборуваме, првична. сакам со комплетна анализа да излеземе се со цел да граѓаните знаат дека во Министерството за транспорт и врски е направен ваков пресек, ваква е ситуацијата, ова е моментов. Инаку слободно во секој момент и планирам во натамошниот период и од Државен завод за ревизија, бидејќи во 2016 година не е правена таква анализа, така да биде се извинувам ревизија, се со цел да биде последна ревизија во 2015 слободно да дојде и во секој момент, Да, не но- само минатото и овие 45 дена и моето работење да го испитам. Ревизијата е случајна од Државниот завод за ревизија, нели секоја година ни се ставаат Така, полуците така, институции еве, по случајен да избор не биде се. дека и преку вашиот медиум ги повикувам и за моите 45 дена, слободно секој да дојде, граѓанин, не само ревизија, и да испита дали понатаму се вршат некакви злоупотреби или не. Горан Сугаревски, министер за транспорт и врски, ви благодарам што гостувавте во дневникот. Благодарам, Анета.